Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Да ги погледнеме најпрвен кратките најави. Останете со нас. Отворена сензорна соба во основното училиште Бајрам Шабани. Се интензивира соработката со општина Крагуевац. Има доволно газ за престојната грејна сезона. Сензорна соба доби основното училиште Бајрам Шабани. Предходно основното училиште 11 октомври доби ваква просторија, а беше отворено игралиште во Браќа Миладиновци. Инвестициите се во рамки на проектот кој што го реализираат неколку здруженија со поддршка на Европската Унија, но се вклучија и граѓани. Повеќе во прилогот што следува. Ученици со образовни потешкотии, но и сите останати ќе можат да ја користат новата сензорна соба која што е отворена во основното училиште Бајрам Шабани од Куманово. Станува збор за инвестиција која е во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, финансиран од Европската Унија, а го спроведува фондацијата Чекор по Чекор, Сдруженијето Инклузива и Хендимак. Инклузијата е нешто кое што сметаме дека е основно човечко право и сметаме дека секој дете има право на добар и квалитетно образование. Во рамките на овој проект, покрај огромниот број стипендии кои што се доделуваат, опремуваме и сензорни соби во училиштата за да покажеме еден модел на училница каде што децата ќе можат да ги развиваат своите целосни потенцијали. До сега низ државата се отворени 12 сензорни соби во училиштата, неколку инклузивни игралишта и сензорна градина. Од здруженијата посочуваат дека мал број училишта во државата предходно располагале со сензорни соби, преку кои значајно може да се придонесе за поголема инклузија, односно квалитетно образование за дечињата со потешкотии. Но велат уште треба да се работи за подигање на јавната свест. Ова е еден пример на здружени сили кои создаваат инклузија, така да во Куманово веќе направивме неколку инклузивни средини, не целосни, се уште треба да се доработи целиот процес. Се надевам понатаму дека како што бивме поддржани оваа година од Советот на општина Куманово за програмата на ресурсен центар, каде што направивме истражување на локално ниво, се утврдени приоритетите за развој на инклузивна средина во општина Куманово, дека следната година ќе развиеме некои сервиси за поддршка што дополнително ќе дадат допринос за еднаквост во општината. Инаку, инклузијата започнува од самото настанување на попреченоста, така треба да се започне и во предучилишни установи, вклучување обавезно во редовно училиште, каде што самите дечиња со попреченост побрзо ќе напредуваат. Тие се исти потреби имаат. Само треба поинаква поддршка од другите дечиња за да бидат еднакво вклучени. Со тоа добиваат самото семејство, добиваат училиштата, затоа што ќе воспитуваат луѓе кои понатаму нема да препознаваат разлики кај никого, но добива локалната заедница каде што ќе има корисни граѓани и општеството во целина кој може со право да каже дека работи на инклузија. Преку проектот обезбедени се и аудитивни, визуелни и тактилни реквизити со кои можат да работат сите дечиња. Ретко имаше некаде, и тоа импровизирана сензорна соба и несензорна соба од овој тип. Овие сензорни соби што ги правиме преку проектот содржат многу елементи. Едукативни, сензорни, аудитивни и елементи за развој на фина и груба моторика. Значи целиот процес за развој во една училница каде што не само образовните асистенти, туку и наставниците можат да работат со дечиња, не само со децата со попреченост, и со другите дечиња што ќе се вознемират или било каква потреба имаат за поинаква поддршка, но пожелно е заедно со дечиња без попреченост да бидат вклучени во сензорната соба, така се гради инклузијата. Од здруженијата укажуваат дека опремувањето на собите го помогнале и граѓани и компании. Инаку проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука. Министерството за образование како процес инклузијата го има во приоритетните процеси, бидејќи од претходната година во
процесот на воспитание и образование се вклучени 450 образовни асистенти, додека од ова учебна година се додадува уште 250, значи вкупно 720 образовни асистенти. Во тек е и подготовка на законот за средно образование, каде што исто така тука битно место опфаќа и инклузијата во средно образование. Знаете дека до сега овој процес е само во основно, но со законот што го спремаме тоа ќе продолжи и во средно образование. Во Куманово наскоро инвестиции се предвидени за училиштата Кочо, Рацин и Карпош. Според мое лично видување, затоа што сум дел од образовниот систем, вакви сензорни сомби веќе имат потреба сите училишта да имат и мислам дека и наредните наши и проекти и програми ќе бидат ставени во таа насока. Благодарам многу на Чекор по Чекор, благодарам многу на инклузива што постои, што се грижи за се ова толку лесно и убаво, можеби не е толку лесно, меѓутоа добро да се имплементира во кумановските училишта. Благодарам на Тетовското здружение, како се викаше, Handmade, МАК, во секој случај во една ваква организација со три поддршка од општини и од Совет на општина Куманово може да направиме многу повеќе. Во рамки на проектот, кој ќе се спроведува до август наредната година, се доделуваат и стипендии за учениците со попреченост. Од здруженијата се надеваат дека стипендирањето подоцна ќе го преземат Министерството и општините. Над 200 возачи викендов биле казнети на подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово, а најголем дел од нив поради брзо возење. Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од СВР Куманово спроведоа акциска контрола за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните прописи, при што на подрачјето на СВР Куманово санкционирани се вкупно 234 возачи. Информираат денеска од Кумановската полиција. Од вкупниот број санкционирани возачи, 182 управувале возило со брзина поголема од пропишаната, 17 санкции за возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, 17 за управување возило без возачка дозвола и 18 останати видови прекршоци. Сообраќајните контроли, како што потенцираат од СВР Куманово, продолжуваат и во наредните денови. Наставата во училиштата се одвива редовно со физичко присуство, а мерките за штедење на електрична енергија треба да се почитуваат, велат од Министерството за образование и наука. Повеќе во изјавата во продолжение. Енергетскава криза, тоа Министерот за економија и другите ресорни министерства укажуваат дека се очекува да има криза, но се уште немаме. Ние се наставата се одвива нормално со тоа што секаде сме пуштиле наши барања за да може да тоа колку порационално да се користи, но се надевам дека во никое училиште нема да има прекин на наставата заради недостиг на електрична енергија или за други енергетски ресурси. Мислам дека ќе им бидат обезбедени и најверојатно она што би рекле ние домаќински да се користат таму кај што нема потреба да не гори светло, да не се грее безпотребно според мерките што веќе владата ги донесе од 1 септември, со тие мислам дека ќе излеземе во пресрет и заедно нормално и со општините ќе може ова учебна година да се одвива без прекин. Изминативе 3 дена од страна на полициски службеници од полициските станици од граничните премини Табановце и Блаце при извршена дополнителна контрола на влез и излез од државата, на 7 моторни возила кои вршеле меѓународен превоз на патници биле констатирани прекршоци, односно непоседување на законски пропишаната документација. На Блаце при контрола на автобус со тетовски регистарски ознаки управуван од 41 годишен жител на Гостивар, било констатирано дека врши меѓународен превоз на патници без поседување на соодветна документација. На Табановци при контрола на минибус управуван од 60 годишен жител на Желино, патничко возило комби Форд Транзит, управувано од 44 годишен струмичанец, патничко возило Опел Вектра, управувано од 47 годишен кумановец,
Автобус управуван од 49 годишен тетовец, автобус управуван од 38 годишен жител на Дебар и патничко возило комби управувано од 55 годишен кумановец, сите со македонска национална ознака, било констатирано дека вршат меѓународен превоз на патници без поседување на соодветна документација. Од страна на полициските службеници и Државниот инспекторат за транспорт изречени се соодветни санкции за возачите и правните лица. Општина Куманово со подпишување на меморандум ќе интензивира соработката со локалната самоуправа во Крагуевац. Искуствата покажуваат дека и досегашната соработка меѓу Македонија и Србија е на завидно ниво. Последен пример за тоа е учеството на кумановската фирма Адот на Шумадија саем во Крагуевац. Кумановската фирма Адот годинава учествуваше на Шумадија саем во соседна Србија, а општина Куманово и општина Крагуевац подпишаа меморандум за соработка. Целта е преку меморандума да се унапреди соработката меѓу двете локални самоуправи и пошироко, но и да се обезбедат подобри услови за соработка меѓу земјоделските производители од Македонија и Србија и полесен пласман на производите на странските пазари. On ima za cilj zajedničku organizaciju foruma i manifestacija kojima treba da stvorimo bolje uslove za povezivanje privrednika iz naša dva grada, ali ne samo iz Kragujevca i Kumanova, već generalno iz Srbije i Severne Makedonije i takođe se njime definiše zajedničko nastupanje na sajmovima u regionu. Ja želim da kažem da mi zaista smatramo da ovakvim sporazumima doprinosimo već dobrim odnosima Srbije i Severne Makedonije i da na ovaj način pružamo jednu iskrenu lokalnu podršku značajnoj regionalnoj inicijativi Otvorenog Balkana. Ова е првична соработка во областа на земјоделството, аграрот и економијата, посочуваат надлежните од општина Куманово. Prvična saradnja koju ćemo da radimo u oblasti zemljodelija, agrara i u oblasti ekonomije. Znači sve one ekonomske potencijale koje što ima naša opština, to ćemo kao prvično tu suradnju napraviti sa Šumadija sajem, a nadam se to će da se proširi i sa lokalnom samoupravom i opštinom Kragujevac. На петтиот меѓународен саем на земјоделството во Македонија, кој ќе се одржи во организација на Адот, како и изминатите години ќе учествуваат повеќе фирми од Србија. Svake godine do sada imamo učesnici cela Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Hrvatska. Imamo ove godine nam je Mađarska zemlja partner. Imamo učesnike iz Grčke, Turske, Bugarske. Ove godine imamo iz Maltu jednu firmicu koja učestvuje, tako da malo šire. Mi smo sa vašim direktorom još negde u maju mesecu razgovarali kako bi mogli da učešće vaših firma i naših ovde u Srbiji bude malo organizovanije. Mi smo prošle godine imali 42 firme iz Srbiju, imali smo kompletnu delegaciju iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, radimo sa nekoliko sajama već unazad kao partnerski ili u saradnju. Mi imamo neko iskustvo, evo 3. godina sa Agro Beogradom, radimo 2 sajma u Vranju, radimo u Medveđe, podržavamo i partneri smo na onaj pčelarski sajem, tako da često smo na neku manifestaciju, a drago mi je da evo i ovaj sajem ovde, po našim informacijama, vi ste drugi sajem u Srbiji po veličini, pa mislim da i blizina i saradnja bi mogla osobito ovako, jer ima interes i dveju lokalnih samouprava opština da možemo da podignemo to na veći nivo. За почетокот на добрата соработка со општина Крагуевац, компанијата Адот обезбеди бесплатни воучери за тројца излагачи на земјоделски производи од Шумадија на предстојниот саем на земјоделство што ќе се одржи во Куманово. Момче од Куманово викендов било физички нападнато од познаник. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, 18 годишен кумановец пријавил дека физички бил нападнат во угостителски објект во градот од едно лице кое го познавал. Од полицијата велат дека се работи на расчистување на случајот.
Јавното предпријатие Куманово газ за престојната грејна сезона има обезбедено доволно количини газ за снабдување на сите витални објекти и домаќинства во градот, информираат надлежните. Единствен проблем е цената на гасот, која од месец в месец бележи континуирано зголемување, рече пред советниците на последната седница на Советот на општина Куманово директорот Марко Митровски. Да, имаме обезбедено доволни количини на газ да ги снабдиме сите витални објекти, сите домаќинства. Имаме обезбедено подпишано договор во вредност од 32 милиони денари со важност до 16 мај наредната година 2023 година. Тоа е доволна сума на пари за да се снабди целиот град. Тоа сега ќе зависи од потрошувачката и од цената. Сите знаеме цената е до јавноста моменталната цена за месец јули што фактурираме беше 92 денари, имаме најавено покачување за месец август цената да биде околу 120 денари, за што се известени сите наши потрошувачи. Пред некој ден добивме ново известување за цена за септември месец што ќе биде над 150 денари, што ќе биде во нареден период. Никој не знае, цената се менува од ден на ден. Количина Куманово може да остане од две причини без снабдување на газ. Едната причина е да снема цела држава газ, да биде исклучена од доток, а втората ситуација да дојде до исклучување само на град Куманово е со тоа што ако одредени објекти, општина, школи, градинки повлечат одредена количина на газ, истата фактура не ни ја платат во предвидениот законски рок до 15-ти, при што ние нема да имаме средства да го изфинансираме тоа, да ја платиме фактурата до нашиот снабдувач, автоматски со тоа ќе дојде до исклучување на газ на нашето предпријатие, со тоа ќе нема целата општина газ. Минималните трошоци за живот на 4-члено семејство во август месец, кој живее во стан од 50 метри квадратни и нема автомобил, изнесувале 48.234 денари, објави Сојузот на синдикатите на Македонија. Во сумата е пресметена инфлацијска стапка од речиси 17%, но се земени предвид трошоците за обезбедување на еден ученик за набавка на потребните материјали на почетокот на училишната година, што сумата ја зголемува за уште 6.000 денари. Само за храна и пијалоци во домот се потребни 18.324 денари, за домување 12.493 и за хигиена 2.808 денари. Во ставката превоз пресметани се само 2 месечни билети, работнички, ученички или студентски во вредност од 3.600 денари. Облеката и обувките би чинеле 2.197 денари, доколку секој член од семејството би купил по едно ново парче месечно во сезоната. Во пресметката за културата е вклучено по едно кино билет, месечно и редовно купување на еден неделен и еден дневен весник. За одржување на здравјето потребни се 768 денари со само основните трошоци за лекарства. За хронично болните сумата е значително поголема. Во продолжение вестите од Македонија. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски е во постојана комуникација со градоначалниците, но и со директорите на комуналните предпријатија кои што се соочуваат со високите сметки за електрична енергија и во прашање им е доведена ликвидноста. Министерот Милевски истакна дека најголеми финансиски проблеми имаат предпријатијата на кои водоснабдувањето им е со пумпи, што се големи потрошувачи на електрична енергија. Посочи дека владата треба да донесе одлука за помош на општините и јавните предпријатија, а Министерството за финансии, ако има средства или да се изнајдат, како и да се понудат некои поволности за општините и јавните предпријатија со цел полесно да ја пребродат енергетската криза. Забележа дека досега имал неколку состаноци со ЗЕЛС и смета дека наидно треба да се најде заеднички јазик меѓу двете страни и да се решат проблемите. Министерот Милевски истакна дека владата секојдневно работи на нови мерки за да се ублажи ударот од енергетската криза. Прашан за иницијативата за онлайн наставата во училиштата, со цел училиштата да немаат високи сметки за струја, Милевски нагласи дека оваа одлука ја носи Министерството за образование и наука.
Годинава двојно е зголемено производството на сончоглед како суровина за производство на масло за јадење, изјави денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Голем придонес за ова, според министерот, е успешната политика на субвенционирање на земјоделците, која беше воведена по енормното поскапување на зејтинот во маркетите. Целта е да финансираме сончоглед кој ќе служи како суровина за масло за јадење, а ќе ги користиме и капацитетите на нашите домашни преработувачи кои имаат капацитети кои увезуваат, рече Николовски. Како што нагласи, станува збор за двојно зголемено производство, околу 6.000 хектари се површините од пролетната сеидба, а голем број земјоделци аплицираа за поддршка за вештачко ѓубриво од 30% и очекуваме над 10.000 тони сончоглед, што значи удвојување на производството само за краток период и покривање на 2-месечни потреби на државата од увозот на сончоглед кој што го имаме, додаде Николовски. Во државата во јули годинава се регистрирани 169.449 туристи, од кои 54% се домашни, а 46% се странски туристи. Државниот завод за статистика денеска објави дека бројот на ноќевања во јули изнесува 700.629, од кои 74,3% се од домашните туристи, а 25,7% се странски. Во јули годинава имало најмногу туристи од Турција, потоа следат Србија, Полска, Германија, САД, Бугарија, Словенија и Грција. Од вкупниот број туристи во јули годинава над 105.000 биле во езерските места, а над 36.000 во главниот град. Според денешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, бензините и дизел горивото поевтинуваат за 1 денар по литар, но продолжува трендот дизел горивото да биде поскапо од бензините. Според последната одлука, од полноќ бензинот ќе се продава за 84,5 денари по литар, а дизелот за 97 денари по литар. Во второто коло од третата лига, Север екипата на ГФК Куманово, поранешна Студена Вода, славеше убедлива победа над Волково со резултат 8:2 на надпреварот што се одигра на стадионот во селото Добршане. По 2 одиграни кола, екипата на ГФК Куманово има максимален учинок од 2 победи. Во следното коло, кумановската екипа гостува во Тетово, каде што ќе се сретне со екипата на Љуботен Беса. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 24 степени, а минималната беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 25 степени, а утринската ќе биде 10 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и пријатно.